Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Со денешното проучување влегуваме во вториот дел од посланието до Ефесјаните, по кое се обработува поведението на црквата. Во првите 3 глави читавме за повикот и природата на црквата. Врз основа на сето тоа што Павле го напиша во првите 3 глави, сега тој дава практична примена, со која им кажува на христијаните како да се однесуваат во светло на Евангелието. Тие се жители на Небесното царство, но моментално се наоѓаат на земјата, и затоа треба да бидат достојни представници на царството кое го представуваат. Во првата глава од ова послание, црквата е представена како Христово тело. Во втората глава е представена како Божји храм. Третата глава ја опишува црквата како Божја тајна. Последните глави, црквата е опишана како група луѓе кои имаат нов живот и нова природа, како невеста и како добар војник. Првите 3 глави од ова послание го опишуваат Божјото дејство поврзано со спасението. Ке се сетите дека Павле пишува за Божјиот план за спасение, кој беше направен уште пред создавањето на светот. Бог го испланира спасението на грешниците и направи се што е потребно за тој план да се исполни. Спасението е во Христос и секој кој верува во Него е дел од Божјото семејство. Но, што очекува Бог од неговите деца додека се тука на земјата? Господ Исус Христос рече дека ние сме во светот, но не сме од светот. Тоа подразбира дека нашето поведение како христијани треба да биде различно од она на луѓето кои не се во Христос. Некои теолози го споредуваат теолошкото значење на посланието до Ефесјаните со старозаветната книга Исус Навин. Сега, кога доаѓаме на средина од посланието, сфаќаме колку е тоа вистина. Исус Навин беше човекот кој ги водеше израелците во ветената земја. Кога влегува во ветената земја, тие ја минаа реката Јордан. Тоа е слика за смртта и погребението на Господ Исус Христос, а потоа влегува во земјата. Тоа е слика на воскреснатиот живот. Исус Навин ги воведе израелците во земјата која Бог им ја вети на Авраам, Исак и Јаков, а и на Мојсей. Таа земја беше нивна, бидејќи Бог им ја вети, но тие мораа да ја запоседнат. Токму зборот посед или запоседнување е еден од поважните зборови во книгата Исус Навин. Во првите 3 глави од посланието до Ефесјаните, една од главните цели на апостолот Павле е да ни каже која е нашата позиција во Христос и дека ние сме дел од Божиот народ и семејство. Како дел од неговиот народ, ние сме благословени со секакви духовни дарови кои Бог ни ги ветил. Но, дали ги искусуваме тие духовни дарови? Бог им вети земја на израелците, но тие мораа да ја запоседнат таа земја. Иако се соочија со многу опозиција и непријатели, сепак Исус Навин го водеше народот и тие се населија на местото кое Бог им го вети. Бог му рече на Исус Навин: секое место на кое ќе стапнат стапалата на вашите нозе, вам ви го давам, како што му реков на Мојсей. На некој начин, Бог им вели на израелците: сега ова е ваша земја, но ќе морате да ја запоседнете. На сличен начин, и на верниците денес им ја даден предизвикот да ги запоседнат сите благослови кои им се ветени во Христос. Читајќи ја Библијата, верниците можат да дознаат што се им е достапно во Христос. Во писмото има многу ветувања кои се дадени за оние кои се во Христос. Тие луѓе не само што можат да се наречат Божји синови и ќерки, туку ги имаат сите привилегии, а и одговорности кои доаѓаат од таа позиција. За жал, некои луѓе се однесуваат како да ги прочитале само првите 3 глави од ова послание. Тие ги објаснуваат христијанските доктрини поврзани со спасението, со положбата на христијаните во Христос и слично, но и не достигаат дела кои се соодветни на спасението кое го исповедаат. Пред некое време имав прилика да разговарам со брачен пар кој порано доаѓаше на нашите богослужби. Кога ги прашав зошто веќе не доаѓаат на црковните собири, тие ми рекоа дека се дел од Божјата црква, но тоа не значи дека мораат да присуствуваат на богослужбите и на црквата. Искрено, не знам дали се согласувам со тој начин на размислување и гледање на нештата.
Не велам дека христијаните мораат да присуствуваат на секој црковен собир. Но од друга страна, еден од знаците на зрелата христијанска вера е желбата за заедништво со останатите христијани. Не можете да кажете дека сте дел од Божјата црква, а при тоа да се однесувате спротивно на Божјата волја. Исповедањето на верата и практикувањето на верата се тесно поврзани. Во 4 глава од оваа послание, црквата е представена како група составена од луѓе кои имаат нов живот и нова природа. И оваа глава можеме да ја поделиме на 3 дела, и тоа: стихови 1 до 6, представување на новиот живот; стихови 7 до 16, растежот во новиот живот; стихови 17 до 32, практично поведение на оние кои го имаат новиот живот. Сите овие нешта за кои Павле пишува во вториот дел од посланието се однесуваат исклучиво за оние кои се во Христос, за спасените луѓе. Предпоставувам дека некои од вас кои ја слушаат оваа програма се уште не се спасени и не се во Христос. Тоа не значи дека не треба да продолжите да слушате. Но сакам да знаете дека овие нешта за кои ќе зборуваме ви се достапни само ако сте во Христос. Ако се уште го немате спасението, можете денес да го добиете. Бог вели дека спасението се добива преку вера во Неговиот Син, Исус Христос. Тој на крстот плати за вашите гревови. И ако верувате во Него, вие ќе добиете простување на гревовите, спасение на вашите души, а тоа значи дека нема да се соочите со вечната казна за вашите гревови. Наместо тоа, кога ќе го напуштите овој свет, ќе бидете во присуството на Бог. Да почнеме со читање на текстот. Слушнете што им вели Павле на христијаните. Затоа, браќа, јас, затвореник во Господ, ве молам да се однесувате достојно според звањето за кое сте повикани. На почетокот од 2 глава, Павле пишува за тоа како ефесијаните беа духовно мртви во нивните гревови и беззаконија. А сега им вели да живеат достојно за повикот со кој се повикани. Причината поради која тој може да им даде ваков предизвик е бидејќи Бог ги оживеа во Христос и затоа во нив има сила и способност да ја следат Неговата волја. Не можете да им кажете на мртви луѓе да направат нешто, нели? Прво мораат да оживеат, за да бидат способни да слушаат што ќе им кажете. Истото се однесува и во духовната сфера од животот. Ако на духовно мртов човек му кажете да ја следи Божјата волја, тој нема да може да го стори тоа. Ако се уште не сте поверувале во Христос, сакам да знаете дека ми е мило што ги слушате овие предавања. Но и дека се што ќе кажам сега и во следните епизоди, нема да има никакво значење за вас. Прво морате духовно да се родите и потоа ќе имате сила и волја да ги примените нештата за кои Павле пишува во вториот дел од посланието до Ефесјаните. Зборот «затоа» е од исклучителна важност, бидејќи е еден вид мост помеѓу содржината од првите 3 глави и содржината од вторите 3 глави. Односно, затоа е мост помеѓу теоријата и праксата. Павле вели дека е затвореник во Господ, односно, тоа значи дека е затвореник поради неговата вера и служба за Исус Христос. Тој го посвети својот живот на ширење на Евангелието помеѓу неевреите и беше подготвен да ја плати цената за својот повик. Фразата «ве молам» се користи и во посланието до Римјаните 12.1, каде пишува: Браќа, во името на Божјото милосрдие, ве молам, подајте ги телата ваши во жртва жива, света и благоугодна на Бога, како ваша духовна богослужба. Павле им вели на ефесјаните: живејте достојно за повикот со кој сте повикани. Тоа значи да живеат како Божји синови и ќерки. Во Филипјаните 1.27 пишува: живејте само достојно за Христовото Евангелие. Та, ако дојдам и ве видам, или пак во отсуство слушнав за вас дека стоите во еден дух, борејќи се еднодушно за верата на Евангелието. Во Колосјаните 1.10 апостолот вели: та да постапувате достојно за Бога, угодувајќи му во се, придонесувајќи плод во секое добро дело и да растете во познанието на Бога. Слушнете што пишува во Прво Солуњаните 2.10. Сведоци сте вие, како и Бог, дека свето, праведно и безпрекорно постапувавме пред вас, кои верувате.
На Ефесјаните им вели: живејте достојно за повикот со кој сте повикани. Луѓето околу нас ја слушаат исповедта на нашата вера и не наблюдуваат за да видат дали го живееме тоа што го исповедаме. Тие лесно ќе препознаат дали се однесуваме како Божји деца преку вера во Христос. Доволно е да ги погледнат вашите дела и да ги слушнат вашите зборови и ќе знаат. Каква слика имаат луѓето за вас? Ова е важно прашање на кое секој треба да си даде одговор. Јован вели: а ако пак во светлина одиме, како што е и тој самиот во светлина, тоа значи дека ние еден со друг имаме заедништво и крвта на Исус Христос, неговиот син, не очистува од секаков грев. Јован повикува да живееме во светло на Божиот збор. Колку време на ден минувате во читање на Божиот збор? Ако му дозволите на Божиот збор да действува во вашето срце, вашите деца, соседи, колеги и браќа и сестри од црквата ќе го забележат тоа. Кога една личност чекори во светлината, другите околу неа сигурно ќе знаат дека таа личност е посветена на Бог и се однесува достојно за нејзиниот повик. Апостолот Павле на некој начин им вели: погледнете ме мене. Завршив во затвор бидејќи му служам на Христос. Но немојте да се плашите. Туку уште похрабро живејте за него и служете му. Стих 2. Со сета понизност. Тој им кажува што значи да се однесуваат согласно на повикот со кој се повикани. И во следните неколку стихови набројува 7 особини кои произлегуваат од тој повик. Првата особина на христијаните треба да биде понизноста, која е спротивна од гордоста. Мислам дека апостолот Павле беше многу добар пример за тоа што значи да се живее понизно. Иако беше навистина интелигентен и надарен човек, сепак беше свесен дека се што има му е дадено од Бог. И затоа знаеше дека нема причина, ниту повод да се чувствува подобар и супериорен на другите. Мислам дека пораката за понизност е уште како потребна во денешно време, особено за свештениците и пасторите на црквите. Се сеќавам на една случка што ја слушнав пред многу години, а е поврзана со еден млад проповедник. Во Шкотска имало некој млад проповедник кој завршил теолошки факултет со доста добри оцени. Една црква во Единбург имала потреба од проповедник и водачите го викнале да зборува во таа заедница. Младиот проповедник многу се гордел со фактот што бил повикан од толку позната црква и отишел да им послужи. Никогаш претходно не проповедал, туку само имал добри оцени на факултет. Кога застанал пред целата заедница, за да проповеда, тој се стаписал и не знаел што да каже. Изгледало како да го заборавил материјалот кој го подготвил за проповед. Откако завршила богослужбата, една повозрасна жена му пристапила и му рекла: младичу, те наблюдував и забележав со каков став се упати кон проповедалната и со каков став си замина од проповедалната. Ако се упатеше кон проповедалната со истиот став со кој си замина од неа, Бог сигурно ќе зборуваше преку тебе ова утро. Младичот дошол на проповедалната со гордост, а си заминал со понизност во своето срце. Понизноста е спротивна на гордоста. Во Филипјаните 2:3 Павле вели: не правете ништо од честолюбие или за празна слава, но од понизност сметајте се еден друг за погорни од себе си. Мислам дека понизноста треба да е една од главните христијански одлики, бидејќи е една од главните одлики на Господ Исус Христос. За жал, денес некои христијани се горди на бојата на кожата, местото на кое живеат, начинот на кој изгледаат, на нивниот социјален статус, на образованието и слично. Мислам дека една од најголемите потреби во црквата денес е потребата за понизност пред Бог. Има уште нешто што може и треба да се каже за понизноста. Денес, во време на социјални медиуми, се повеќе луѓе се обидуваат да се покажат пред другите и да се пофалат. Тоа го направи и сатаната, и таа желба беше причината за неговиот духовен пат. Пред некое време слушнав и за една случка поврзана со група туристи кои биле во посета на домот на Бетовен. Туристичкиот водеч им објаснувал некои интересни информации поврзани со куќата и во еден момент се нашол пред клавирот на кој Бетовен творел музика. Водичот им рекол: ако некој од вас сака, може слободно да седне и да отсвири по некоја нота на овој клавир. Туристите направиле долга редица и секој од нив го чекал својот ред да седне и да отсвири нешто.
освен еден човек со долга бела коса. Водичот го прашал: зарем не сте заинтересирани да отсвирите нешто на клавирот? Човекот одговорил: а не се чувствувам достоен да свирам на овој клавир. По некое време се дознало дека тој човек е Падеревски, единствениот човек од таа група луѓе кој бил достоен да свири на клавирот на Бетовен. За жал, и во црквата има многу луѓе кои избрзуваат и иако не се надарени за одредени служби, сепак се обидуваат да ги извршуваат. На некој начин, тие се пикаат таму каде што не им е местото. Една од причините зашто го прават тоа е бидејќи им недостасува понизност. Потоа, Павле пишува за кротоста. Сакам да нагласам дека кротоста не треба да се поистоветува со слабост. Во Библијата има двајца за кои се вели дека биле кротки. Мојсей во Стариот Завет и Господ Исус Христос во Новиот. Ако го проучите животот на Мојсей, нема да дојдете до заклучок дека тој беше слаб човек. Или, ако го прочитате настанот во кој Господ Исус влегува во храмот и ги истерува продавачите, тешко ќе можете да кажете дека тој беше слаб или мек човек. Што е кротоста? Кротоста е подготвеност да се застане на Божја страна без разлика на цената која треба да ја платите. Да се живее со кротост значи да се биде подчинет на Божјата волја. Во истиот стих, Павле пишува и за долготрпеливост. Долготрпеливоста е плод на Светиот Дух. Буквалното значење на грчкиот збор за долготрпеливост е нешто да согори, но за време на подолг период. Да се биде долготрпелив значи да се има долг фитил, а тоа ни е потребно на сите. Четвртиот предизвик кој Павле им го дава на христијаните е: поднесувајте се еден друг со љубов. Тоа значи да си простуваме поради љубовта која Бог ни ја покажа и ја излеа во нашите срца. Стих 3. Трудејќи се да го запазите единството на духот преку врските на мирот. Повикани сме да го запазиме тоа единство кое го имаме во Светиот Дух. Бог од нас не бара да го создадеме единството, бидејќи не можеме да го направиме тоа. Бог не побара од црквата да го основа екуменското движење. Тоа е само човечки обид да се создаде некое единство кое реално гледано не вроди со плодот кој се очекуваше. Бог преку апостолот Павле вели: запазете го единството на духот преку врските на мирот. Тоа е причината поради која христијаните се повикани да општат со други христијани, бидејќи така ќе го запазат единството на духот. Во следните два стиха се опишани 7 нешта кои се заеднички за сите вистински христијани. Едно тело сте и еден дух, како што сте и повикани кон една надеж на вашето звање. Еден Господ, една вера и едно крштение. Еден е Бог и Отец на сите, кој е над се и преку сите и во сите нас. Едно тело се однесува на Христовото тело кое е составено од сите христијани низ историјата на црквата. Еден дух се однесува на Светиот Дух преку кој се крштеваме и стануваме дел од телото. Една е надежта на нашиот повик и таа надеж е положена во семоќниот Бог кој никогаш не се менува. Еден Господ се однесува на Исус Христос, кој е Господ и Спасител на сите вистински христијани. Верата се однесува на вистината во која веруваат сите христијани, а е накратко опишана во дела 2.42. Едно крштение се однесува на крштевањето со Светиот Дух. Тоа е она внатрешно крштение кое се случува во секој кој се кае за своите гревови. Крштевањето со вода е само надворешен чин кој ја означува внатрешната промена. И на крај, еден Бог и Отец на сите. Отец на сите не значи дека Бог им е Отец на сите луѓе, туку само на оние кои се во Христос. Тој е Отец на сите кои припаѓаат на неговото семејство поради верата во Исус Христос. Ова е навистина прекрасен дел од посланието до Ефесјаните. Следниот пат ќе продолжиме со проучување на овие практични примени кои произлегуваат од христијанската вера и доктрина. Слушнавте емисија од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на сите познати подкаст платформи како што се Google, Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите програми, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели.
Бидете слободни да оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nissvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото писмо Македонија на Facebook и Instagram. Емисиите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.